22 кутии. 22 ценот преварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Добро вечер, драги наши гледачи. Добро дојдовте во Се или нешто. Ова е најнова емисија со нов надпреварувач, а последниот го испративме со 40 денари, но со бонус телевизор, што значи дека сепак има некои убави спомени од Се или нешто. Со какви спомени ќе се оди нашиот вечерашни надпреварувач, никој не знае, но што веднаш ќе го дознаеме е кој е тој кој што ќе се обиде на вистина да искреира убави спомени во Се или нешто. Започнуваме со изборот, да видиме. Кутија број 20. И дојде редот на Катина Кировска. Ми доаѓа од Скопје, ја носи кутијата со број 20. Некако ми делува како едва е да ја носи или така ми се причини. Добра ти вечер, Катина. Добро вечер. Добре ми дојде. Добро ме најдов. Дали сум во право за кутијата, она која доаѓаше на рака? Да. И да не е така, значи дека треба да кажеш дека е така, зашто знаеш кој не слуша. Така е, знаеш кој не слуша и во старт страв во коски да му влееме. Може. Катина, како се чувствуваш? Кажи ми. Добра. Да, беше секогаш расположена изад кутиите. Сега гледам дека си па ептен, што е многу добро. Дали тоа значи дека едва си го дочека редот? Да, бев нестрплива, меѓутоа го дочекав. Така, и сега кому му веруваш повеќе? Но некој што вика дека не е толку на водници страшно од овде или на некој што велат па да ти кажам Лила вели страшно е од овде? Во која група спаѓаш? Па и не баш толку страшно. Значи ти ќе направиме една група измеѓу овие две групи. Е малце поразлично. За различно е секако. Не е нормално, да, меѓутоа окей. Окей. За почеток. Ќе ти треба многу време да се она? Не баш. Нема. Добро. Во ред, Катина, која беше твојата идеја, желба и причина да се пријавиш во Се или нешто? Јас се пријавив, за разлика од повеќето што гледам дека некој други пријавил, сама се пријавив на моја иницијатива. Квизот дома е гледан секој работен ден. Благодарена сум. Да, и децата исто им беше желба да дојдам. Колкави деца имаш? 18 и 15. И 15, како се викаат? Сандра и Ивана. Дали едната тука? Сандра е во подршка, да. Добро, а Ивана? Ивана е се уште мала. Баш ми е жал, Ивана, што не си полнолетна да дојдеш овде, ама сигурно ти спратила со имаше некој... сугестија. Ма 100%. Тоа чувствувам јас од овде дека Иван има некоја сугестија. Да. Добро. Значи, Катина, дали знаеш како ќе играш? Имаш ли идеја како ќе играш? Не знам, ќе играм само иницијативно како ми дојде. Во меѓувреме сум задоволна со 20-ката што сама ја избрав, затоа што секако беше кутија за чување. Без посебен разлог, као симпатичен број. Добро, нека биде така. Катина, оваа твоја 20-ка симпатична, очекувана, сакана. Се надевам дека нема да ни изневерува вечер, дека во најмалку ќе има нешто многу високо или дека ќе продадеме, добро. И јас исто. Знаеш дека во неа имаш или некој нешто сино, се надевам не. Да. Или имаш нешто многу високо или не толку високо, нормално дека никој не знае. Како ќе ги отвориме кутиите, така ќе сваќаме што нема во твојата кутија. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту банкар, затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на овие суми. Отвориш како што сакаш, ќе ја продаваш тоа што ти сакаш. Катина Кировска, дали си ти драгома подготвена? Може. Банкару, се надевам дека и ти си подготвен за првата рунда. 5 кутии. Почнуваме. Па да почнеме. Да. Кутија број 9. Олга. Број 9. Отвори. Добро е. 10.000. Седумнаесет, Евгенија. По кратко размислување, Евгенија ќе отвориме. Отвори ја. 35, не е страшно, но црвено е. Ненад? Што мислите? Мислење 7. Тоа сега сите беа мали. Кај мене најголема беше 5000. Немам некое чувство сега.
Може, јас реков дека нема да се Два пати премислувам. беше милионото 10. Може, не. Добро. Ајде, Ненад. Се надеваме дека не грешите и двајцата. Така е, браво. Првото сино во прва рунда. Одиме со уште две. Ангела 18. Ангела, отвори ја кутијата. Браво. Уште една. Теа 12. Уште една. Теа, отворени сино. Добро е, најниското. Сосема симпатична и солидна прва рунда. Највисоките се 35.000. Важно ни е дека се од 65 преку 100, 250 милион се во игра. Кој беа овие први кутии? Само ќе ми кажеш кратко. На кој начин ги отвораше? Непланирано беа отворени, како бројки не ми значеа ништо, него ми се помалку симпатични од другите. Броеви. Значи така тргна, се разбравме. Значи тргаше од помалку симпатичните бројки. Да. Добро. Предпоставам дека оваа твоја подршка не е случајно тука и дека Не е е повеќе случајно. од симпатична, така? Ајде да ја слушнеме првин Киркичката, здраво. Добро вечер, јас сум Сандра Димитровска, ќерка на Катина. Сандра, така? Да. Сандра, за Ивана слушнавме дека имала сугестија ти. Да. И ти, и од дома, а имаш сен промена на некои работи сега откако си седната тука или не? Не. Не, ама Нисам знаеш дека ја. во текот на играта ќе ти се појави нешто. Па ќе видиме. И да ја кажеш на време на мајка ти, може? Обавезно, да. Добро, здраво за господинот. Здраво, јас сум Горан Стојчевски, пријател на Катина. Пријател, Горан. Добро, драго ми е. Горан и Сандра ќе ја подржуваат нашата Катина овде, па ќе видиме што ќе се случува. Дали ќе има потреба од помош? Доволно е само што се тука. Да. Ајде да видиме банкарот, тој е секогаш тука. Секогаш. Секогаш да не отишол, да не излегол негде да прошета. Добра ти вечер, банкаро. Голем поздрав до екипата и до секако Катина. Благодарам. Почетокот се убави 12.000 денари, Катина. Со се високо во игра, кажи дали првата понуда важи. Не важи. Понудата не важи. Тоа значи само дека Катина е веќе на прагот на втората рунда. Монеја треба да отвори 3 или ниски црвени, или, се разбира, некоја си на рунда да погодиме. Повели. Билјана, број 19. Билјана, отвори ја кутијата. Браво. 100 денари. Мене уште на втора рунда нешто ми се стесни кругов. Кругот готово. Се стеснува, немаме идеја. Ама зато имаме подршка, Катина. Да. Перица, што мислиш? Плаво, плаво, баш плаво. Навистина, Перица. Навистина, отвори ја. Леле Среќа. Перице. Ако? Леле Перице. Ау, па браво, Перица. А вадење песнава? Добра А? интуиција. Ау, да. Видели? Да. Браво. Уште една имам. Да. Сина, нели? Сина, да. Една сина. Бети, што мислиш? Не знам, никакво чувство немам. Број 3, Бети. Никогаш и не сум имала никакво чувство. Се мислам измеѓу 2 и 3. Кај е двојката? Магда. Магдалена. Двојката е таму. Што сте отворале брзо, Бети, предходно? Предходните две мисии сини. Сини. Јас се Што ги сино само паметам. 1 милион. Се сино 1 милион, чисто да им кажеме на луѓево. Ти знаеш, ама ете, за да дали двојка или тројка? Јас тројката ја гледам. Тројката? Да. Ме влече нешто на така. Горан? И двојката може. Те влече за да ја отвориме? Да. Може, број 3. Морам само да ти кажам вака, дека твоја друга рече двојката, а твојата ќерка тројката, па да видиме. Аха. Одиме? Бети, Бети. Ајде, Бети. Среќа. Висока е. Добро.
Да, сепак аплодираме затоа што имаме и 6, имаме 250.000 и милион. Многу ме интересира двојката што има нормално кој ќе одлучиш да ја отвориш. Можеби ќе ја чуваш до крај. Сакам да кажам, не знам дека треба да отвориме во следната рунда, бидејќи Горан беше повеќе за таа. Значи, Сандра, друг пат да го ќе те привлече нека бројка, речи мамо не ја отворај. Може би има нешто високо. Катина, ајде да видиме со што се занимаваш, каде работиш, што си работела во текот на твојот работен век, ти си уште многу млада. Да, 35 години. работам веќе 3 години како касиер во казино. А претходно? Сменска работа, задоволна. Претходно сум работела трговија со овош и зеленчук. Добро, што тоа Ништо значи? слично. Само си продавала или ти си таа која што... И сме продавале во малопродажни објекти и сме разнесувале по ресторани, хотели, угостителски објекти секакви. Со кои што сме Што модели. е најпотрошуван зеленчук, а што најпотрошувано овошје? Портокали? Или не? Па може би зависно од сезоната. Да? Зависно од Лимони сезоната, преку зима? Да. Мислам дека бананата е константно нешто што Да, се таа е во троши. текот на... Таа е, да. Добро. Така да Текот мислам на дека целата она се година. издвојува. Преку лето? Јагода можеби. И ја. Да, јагода, лубеница. Лубеници. Да. Се што е освежително. Се е освежително, Не се да. портокал дека исто е како банана, да речам, константно трошен, така во чувство имам, можеби дека јас сакам портокали и нели оние цедени портокали кои што се посебни по ресторани, по нели кафеани, кафичи, многу популарни, многу често нарачувани, затоа тоа го кажам. Јас мислам дека е обратно, дека баш зимно време портокалот повеќе го користат. Добро, Да. кај мене нема годишно Нема. време, многу сакам лимони портокали. Само уште една работа, а зеленчук? Кој е нај... Целерот е многу во Тоа во последниве години, од како стана модерен, да, така е. од стана модерен. Иако Што за цедење, што има- за вака жив го конзумираат. Бар оние што се хранат Добро, здраво. не толку модерно, Не толку модерно. зеленчук, кромит, пиперки, Тоа е и секојдневно. патлиџани. Може би прокијат. И прокеј? Кој е здрав, а не го конзумираат доволно, да. Добро. Прокиј. Ова се важни информации. Знам нека ретко на кого би му паднало на памет да го постави ова прашање, ама затоа сум лила, што да ти кажам. Љубопитна сум, се ме интересира. Што е прокелј? Оние мали како Зелчиња. како зелки. Зелчиња што мали. Да, мали зелчиња. Па значи на македонски е мало зелче. Или мало слично на зелче. Да, вкусни се. Да. Да, извадивме последната кутија 100.000. Добро. Сепак прогресија, што нам не е најважно. Од 12 на 16.000. Во оваа игра најважна е прогресијата. Па Така е. дури и кога имаме регресија, ние можеме повторно да се вратиме во не мислам сега на тебе, туку генерално. Така што кажи дали ова втора прогресивна понуда ваши. Не важи. Иако е прва прогресивна всушност. Јас за се да објаснам, не се да објаснив на веков и на светов. Значи, втора како понуда, ама прва како прогресивна Така е. понуда. На тоа мислев. Луѓе, втора рунда. Имаме 65.000, 250.000 и милион. Оваа 20 имаме ли нешто високо? Мислење, Катина? Мислам дека да. Дека да. Друштво? И јас мислам дека има нешто високо. Убава бројка. Мислам Убава да. бројка. Да. Добро, супер. Значи, надеж дека оваа 20 има нешто високо, тоа си останува, но дај да не се разочаруваме, да дознаваме дека нема нешто високо, не дај Боже, ако е така, нека биде во последна рунда. Сега е трета. 3 кутии. 3, да. Ајде новиот да го запознаеме. Јас знаеш дека запознавам што не се нови и ги заборавам тие што се нови. Ајде, Стефан, здраво. Добро Број вечер на 13. сите. Јас сум Стефан Стојмановски, доаѓам од Куманово, имам 28 години и сум наставник по музичко. По што? По музичко. Стефане, пееш, свириш, опреш или играш како мене? И пеам и свирам. Ау, па браво, Стефан. На што свириш? Свирам на пијано и на кава. И на кавал? Значи, што свириш пијано, свириш, како се вика, сајзер, свириш хармоника Така. и кавал. Видиш ти, од кај таа љубов кон кавалот? Па не знам, уште од мал татко ми се занимавал со народни инструменти, мислам
свирал на тарабука, ама е еден и тој нели како народен инструмент, и од тука Нормално. љубовта за народните инструменти, за народната. Во гените е музиката, Стефан. Така е, Браво. така Чекај, само го запознавме. Не, ќе Да го го прашаме за добро Ќе го здравје само. отвориме. Ќе го Ајде, отвориме. Стефан. Сепак ќе те отвориме. Со среќа. Браво. Сања е многу критична, нели? Неколку емисии Да. уназад. Ама кој да биде, кој да знае. Да. Кој да знае. Кога и не сум била. И сега мислам дека е нешто црвено, ама ниско. Да. Мислење друштво Сања е непредвидливо, Како сакаш. сериозно. Непредвидлива, Имаше неколку да. емисии не сотре со високи суми. Да. Јас мислам ситните броеви. Двојка, шестка, осмица, четврта. Еве Горан останува на својот став за двојката. Да, Ниските. добро. Ќе го послушаме. Магдалена број 2. Иако имавме дилема со Магдалена надвор. Се да видим дали греш. Значи да, она има интуиција дека таму е висока, меѓутоа двојката Дај по Боже, мене е да за можам да отварање, спрем. јас ќе се послушам себе си, па макар изгрешила, не е тоа. Отвори Се раките. надевам грешам јас со среќа. Браво. Али браво и за Горан да ти кажам, од преска те тера да отвориш двојката. Точно, да. Браво. Добро, што отворивме сега? Две отворивме, супер. Да. Уште една. Шест? Шеската, тие, нешто? Мислам 6-4. Милена број 6 ќе ја отвориме. Милена. Отвори кутијата. Браво. Одлично. Горан, од кај ги вариш бројкиве, кажувај сега, како? Гледам преку кути. Кажи, па не, Не, нема врска. сериозно разговараме. Однака бидејќи- јас мислам дека поситните броеви прво да види нешто, па Аха. после. Тоа е твоја некоја интуиција Да, не или знам, ја мислам 22-ката и 16-ката тука може да има нешто е високо. многу почитувам вака луѓе кои што отворено ти Нели? кажат што мислат, може. не значи дека ти треба да го послушаш дека е он во право. Ама си кажува човекот дека мисли, ете каже, кај мисли кај ниско, вистина беше во право. Да. Кажува, не знаеме, пак ќе кажам дали е во право и така натаму, Не. меѓутоа драго ми е кога се вклучува некој активно. Драга моја, кажи ми, овде смешно е дека си се блокирала при некој важен разговор, интервју за работа, што се случи? Па не ми изглежда таква тремаджика. Неискуството си го направи своето, тоа беше на А, поодамна. помлади години. Добро. Да, неискуството го направи своето. Компанијата за која што аплицирав да работам беше, да речеме, посериозна. Ме седнаа на интервју таму. Дури не знаев никако се викам. Блокада на мозок до толку што добив. Не па да им кажам за работно искуство. Значи човекот ме гледа, почнав да дъткам ништо. Ја викам се извинувам многу, ма ја појма немам што треба на вас да ви кажам. Прашуваме како се Добар викаш. почеток на интервју за работа. Чекај, викам да размислам. Ама не, како се викаш? А, добро, Катина, се викам. Катина, драго ми, ќе почнем од почеток. Може, викам се од почеток. Едвај ми излекуваа зборовите од уста. Ја доби Мислам дека работата? тоа беше... Дали ја доби Не ја работата? добив работата. Се прашувам зошто не си ја добила Нели? работата. Јас не се прашував, па излегов од врата, веќе знаев. Знаеше, пак ќе кажам за тоа се тие интервјуа за работа, не случајно се тие интервјуа. Зошто толку се изблокира? Не знам, се инаку по природа не сум Па гледам за тоа. тремарош, Да. немам проблем со тоа дали некој ме гледа, дали нешто тука треба да се случува или не, едноставно добив Така, се целосен блок. Добро, Тоа се е. надам не се повтори таква нешто. Не. Добро. Инаку си млада мајка. Да. На колку го роди првото, мислам Сандра, на колку? На 18 е родена Сандра. За тоа сте како другарки? Да. На 20 е родена Ивана. Така. 2 години и 4 месеци се Разлика, меѓутоа млада мајка. Да, па сега ми се како другарки. Тоа сакав да кажам, тоа е Да. предноста Да. во овој случај, Да. па они Да. две другарки што се вели, Да. мислам сестри Да. пред се Да. нормално. Да. Така што се си има своја Од овој предност. аспект е супер. Така. Сега има еден помалку супер аспект, нели, кога си толку млада, наместо да излегуваш да се дружиш, ти чуваш две мали бебиња, меѓутоа, ако е тоа нели избор на тој што тоа го прави, Така е. нека си тера. Така е. А во случај вака од оваа дистанца боле вака изгледа. Да, благодарам. Банкару.
Да, имаме 65 банкаро, но имаме 100.000. Имаме 250, имаме милион и одлична рунда. Вели понудата ви е одлична. Јас кажав нели одлично и он вика и одлична понуда. Како за понуда број 3 на вистина 30.000 денари. Се тоа благодарение на тоа што може би едно од овие две највисоки 250.000 или милион ема твојата 20 или во некој од кутиите што ги чуваш. Колку чуваш? 3 сигурно. 3 сигурно. Значи една рунда цела ја чуваш. Цела една, да. Добро. Со оглед на тоа како играш и што е во игра, нема да должиме и ќе прашам убави 30.000 денари за трета рунда, кажи дали понудата. Не важи. Понудата не важи. Гледаме кон екранот и што забележуваме, драга? Да не си блокирана? Не. Па од прилика сме тука. Гледаме 6 сини, Негде, така, да. скоро пата. Да, Двете невисоки и би било убаво навистина да отвориш уште една сина рунда. да. Сепак Сања број 4. Сања, отвори ја кутијата. Сепак. Браво! Одлично! Да и се извиниме на Сања толку што Да. и замерувавме. Да. Се оправдав. Така е, се оправда. Оправдано сега, да. Ова половина ваму сите ми се критични. Да, гледам. Добро, бре, ali имаш уште 3 на таа страна, освен 20 двојката што ти кажа Горан да ја чуваш. Да. Одлучуваш сама. Петре, Се надевам дека е сино, ама нешто предчувствувам, искара минатиот пат ги фрлив тие графчиња. Тие се нови. Кутија број 5, Петре, што те искара, подсети ме? Да си ги фрлам графчињето ти проб. Греши, нели? Да. Добро, сега без графчиња, што велиш? Без графчиња мислам дека е дај Боже да е сино, ама мислам дека е црвено нешто. и јас мислам дека е црвено, ама дека се 5.000 денари. Се надевам дека се. Ќе отвориме? Ќе отвориме, да. Ајде, Петре, да ти испробаме сега без графчиња. Добро, добро. Да, па добро, беше во правот човекот. Рече, Беше, мислам да. дека е црвено, Да. не знаеше Да, да. колку, ти се надеваше дека е нешто ниско. Да. Така што виде Петре дека без графчиња подобро Ма функционираш. подобро беше. Добро, значи, денарот го отворивме. Супер. 65.000 ги отворивме. Не е супер, но супер што имаме две невисоки во игра. Да. Ако отвори сега нешто ниско, ќе биде финал. Не, Раде вика не. Раде број 14. Вика не. Добро. Погледни го, другар ти. Не брзо е Па поле. добро, Види да. 11-ка, осмица беше. Да, Не знам. измеѓу 8 и 1 се мислам. А нема више мали. Даниел и Злата. Да. Може Даниел број 8. Даниел, отвори ја кутија. Добро е, браво. Црвено е, ама среќа па се 20.000 денари. Луѓе, 250.000 милион се во игра. Драго ми е што ова се прави тензија врз банкарот, затоа што со оглед на тоа како изгледа екранот, постојат големи шанси да во ова 20 се наоѓа еден од високите, како што се надеваме нели сите овде што сме против банкарот. Сандра, како е? Добра е. Што те гледам дека цело време гледаш во кутиите. Да. Што имаш ли? Кажи. Да, се мислам ја гледа денеската да не отвора. Горан рече да ја отвори така. Значи Да. цело време Има имате доста различен сини за избор ти. отварање Да. уште. Како? Има уште доста сини за отварање, едino ако нема низината. Има уште рунда и пол. Да. Добро, ама и 5.000, значи две рунди може супер да ги одигра, да ги остави двете на високи во игра.
Што би сакала нешто друго да ни раскажеш? Велиш дека сакаш куќа покрај океан, не покрај море. Да. Имаме ли идеја покрај кој океан? Тоа малце океан, така, ако биде нешто поинаку битно е кај што има сонце и кај што има вода. Затоа ли сакаш во Австралија да живееш? Си била ли можеби никогаш Сакам и не сум била никогаш. Добро, имаш ли кај кого да одиш или би одела потполно сама? Немам кај кого да одам. Би одела потполно сама, доколку се пружи прилика. Така. А инаку од тие причини ради вода и сонце, ја сакам. Уствари сакам се кај што има вода и сонце. Така. Најубава е таа енергија во тие места, не случајно, нели? Да, друго и расположението, барем мене ми влијае. Па добро, затоа што нели голем процент од нашето тело му припаѓа на водата и тоа е многу логично. Добро. Значи, дали твоите ќерки би одале во Австралија? Не баш. Не баш, нели? Тоа друштво што ги имаат овде во Австралија Не нема баш, да го да. имаат, нели? Се знае дека децата обично го имаат тој проблем. Зашто конкретно ти се париве сега? На што би ги Не сум потрошил? размислувала за што конкретно. Меѓутоа, еве, ако е некоја подобра, да речеме, сума, може би ми помогнала за отварање на некој угостителски објект. Угостителски објект, навистина. Каков објект угостителски? А би било нешто како Само ланч ресторан, бар. кафичка, тоа те прашувам. Да, како ланч бар би било Имаш ли нешто. Сандра работено? студира хотелско-туристички така. техничар, односно учи, не студира. Така? Така да тоа би било подпомогнато. Добро, а имаш ли некакво искуство освен ова што Не. ми кажа со... Не. Добро. Немам. Чисто ете да се опробаме. Кога имаш желба, Да. и ако имаш нели визија, Да се зошто да опробаме, не? да. Колку те товаржи имаш? 3 целини. Ако ги гледаме поединечно се повеќе, меѓутоа како целини се 3. Добро. Тај ми ја понудата па да ни ги каже целиниве. Се имаш ти понуда за поблиску, не Австралија. За на море да се оди некаде, добро? Така е. Вели во Италија, меѓу 4 мориња може таму да оди. Колку банкару? Да, убава е понудата број 4. И навистина може да отидете некаде малку да се прошетате и да уживате во енергијата на морето. 60.000 денари. Поточно 62. 2000 ки ти заборавив. Обично ме додавам, не знам што ми се случи сега. 62.000 кажа, така е, во право сум 62.000 денари. Тоа значи дека ако ги одбиеш, овие две мора да ги забораш. Не смеш ништо да отвориш високо, ти ќе не падне понуда. Да. Како ви се допаѓа понуда? Убава е, Како ама не ми се допаѓа. Па не, искрено шо. Солидна. Не ви се допаѓа. Не дека не ви се допаѓа, туку смета дека не е доволно. Да. Нека играш, да играе дојде на неја. За играње сум Да, до крај. Тоа е точно, само што од оваа гледна точка многу се стесни кругот. Ама ќе најдеме нешто за отварање. Така, се надевам сино. Така е. Значи се договараме, доколку ја одбиеш дефинитивно оваа понуда, на тој нијет си сега ќе видиме. Да. За кратко, имаш за отворање добри 6 кутии. 6 супер кутии, било што да отвориш, да заборавиш ова се што е високо, посебно милионот. Посебно милионот, зашто и без 250.000 со милион сепак ќе имаме некоја симпатична понуда. И вака, твојата подршка кажа да продолжиш. Дефинитивно те прашувам дали ќе ја потврдиш нивната желба или имаш некоја своја. 60.000 денари со 9 највисоки во игра, кажи дали понудата важи. Не важи. Браво, 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 Катина. Секоја чест. Што беше пресудно да се одлучиш да одбиеш поддршкава или ти во твојата глава имаше замислено некоја таква сума? Сума немав замислено, меѓутоа јас у принцип сум ризик човек. Сакам да ризикувам, зошто да не? Затоа ли на 18 години родите? пробаме. Сплетна околности. Мора ќе ризикувам сега јас тука на 18, да видам како изгледа. Како е, нели? Да. Добро? Предпоследна многу важна рунда. Повели. Каде да се свртам, се викаат не. Каде да се свртиш, сите имат Сите милион. викаат не.
ова се вика рунда милион. Сите имаат милион. А милионот кај тебе? Дај Боже. Ајде. Да ја отворам 22-ка? Не. А, Единица или десетка? Да, единица и јас ја подледнав. Види и 16-ка, јас толку, повеќе не ти кажу. Злата е единица. Злате, отвори ја кутијата. Со среќа. Браво. Сино е. Фиданчо, како мислиш? Број 21. Број 21, Би да. била трета ниска. Што, Фиданчо? Последните две ниски, значи би била трета ниска. Две ниски, трета ниска. Браво, Сега. бе, Фиданчо. Сите имаат некоја своја логика. Да. Дај може да си во право. Може, Фиданчо, 21. Немој да ме разочараш. Фиданчо, две сини, трета сина. Браво, Фиданчо. Буквално пата ситуација. Буквално, значи, 3 сини, 3 црвени. Уште една и треба, сина и после. Последната кутија. Најважната кутија. Најважната, да. За најубава понуда. Што е, Раде? Не? Порно ми вика, не, дури да не го гледам. Добро ради. Цело време ти е навака главата. 22-14. Прве наток. Раде вика навака да си гледала. Да. Ради вика натаму, мојата подршка вика 22-ката да ја оставам. За 14 ништо не ти кажа. Ја не ја гледам. Што велиш, Горан, за 14-ка на Раде? Не знам. Јас мислам, она има 20-ка, 10-ка да ја причува, 22-ка и не знам. 16, 11, 14, Така, мислам. меѓу тие три бројки. Ќе мораш сама да играш. Така е, мораш да одлучиш сама. Многу е добро што имаме ние само уште една кутија за отворање, а сепак двете на високи се уште во игра. Ама, зашто да сгрешиме, така? Да. Ајде. Да отворам 10-ката? 10, 20, 22. Ако отвориха. Горан има друга идеја. Да, јас сум за 22-ката да ја отворам, ама он... Отвори. 22 или 11. Малку ја збунивме, сите имате по нешто да кажете. Ајде, нека си погледне убаво во кутиите. Сите по нешто кажа, нормално и поддршката. Катина, да не сгрешиш повеќе. Не брзај. Уште една. Ајде, Јасмина. 10. Само малку Јасмина, полека. Последниот избор е десетката на Јасмина. Навистина имаше размислување и со право се размислуваше, затоа што ќе биде штета да отвори нешто високо во оваа фаза од играта кога навистина добро ја оди. Подразмисли и дефинитивно се одлучи за кутијата број 10, најважната кутија, која ќе да знаеме што има таму. После реклама. Ајде, одиме со реклама. Одлична, неверојатна игра на Катина Кировска од Скопје. Со кутија број 20 игра и навистина видите како изгледа екранот, 250.000 милион, така како одвоени од светот сами за себе, многу важни, многу битни да останат до крај за да добиеме убава понуда, посебно во предпоследнава рунда. Јасмина, те избравме тебе помеѓу 22-14 и отвори ја кутијата. Со среќа. Браво! Па не само што не отвори ништо високо, туку отвори многу ниско. Луѓе мои, па дали нам ни се насменува и последна рунда овде за се игра? Ке видиме. А? Ке видиме. Горан, велам, дали ни се насмевнува уште една рунда за играње? Зависи до понудата, не знам. Јас Сандра, Уште една. така? Да. После Знаев дека Сандра тоа ќе го каже. Да. Да.
Катина, супер, навистина супер, не само што пак ги избегна овие две, сега веќе се повеќе мислам дека една ти е во твојата кутија, бидејќи замисли од овие 4 кутии да ги сочуваш двете невисоки. Да. Ќе ми кажеш кои кутии... Ајде, нема, овој нерви немам, двете невисоки ми се во игра, страв го фаќа. Не може човек му да направи. Бе, одма знам како ти е. Милионот е во незината кутија, па сега, на што рекоа? Зависи од понудата. А ако не им се свиѓа, до крај ќе си играат. Аха. Ти знаеш и вакви понуди да даваш. $140,000. Што е, Горане? Горане? Некој сака да го земе милионот, но може и да сгреши. 50-50. Пред официјално прашање, остава малку време. Ајде гласно. Сандра. Доди до крај, мислам. До да крај не доди. прифаќа, да. Добро. Твоја Знаеш игра. дека нема да се повтори. Сега толку помаш од нас, од сега натаму сама. Сега веќе не сакаат. Не сака, да. Да. Затоа што ако една висока е кај неа супер, ама ако не едната мора да ја погоди. Да. Ако не е кај неа. Како ти се чини тебе? Јас се мислам 11 и 16 дека никако не треба да ги отварам. Дека треба оваа страна да одам. Кога би продолжила да играм. Не ми се чини ништо. Не знам. Земи си ги поигри. Сандра? До крај, или ти реков? Да не ја прифаќаш. Мада да Како ти звучат $140,000? Супер ми Така звучат. е. Те разбирам. 250 милион се во игра. Може би едната на вистина е кај тебе. Да. Ако не де Боже отвориме милион, оваа понуда нема да ни се повтори, тоа знаеш. Да. Единствено дилема ми прави со тоа што 20-ката кога не би била кај мене би била за чување. И чувството дека во неа има високо нешто. Добро. Ред. Уште 20 секунди. Да. Тоа е целата работа. Броевте? Помина 20 секунди. 16. 5, 4, 3, 2, 1. Дали си подготвена, Катина, за прашање? Може. Си или не си? Како да не си? Како да не сум? Па и не сум. Ајде уште малку. $140,000 понуда. 250,000 милион во игра. Ако продолжам, 22, 14 и 16 ќе бидат отворени. Ако? А зошто не би биле 250,000 тука? Апсолутно. Може, се е можно. Се е можно. Да. Која би ја оставила? 11-ка. Андре. Добро. Дали си Може. подготвена? Ретко кој се мислел за $140,000. Но, веројатно и други би се мислеле ако играле вака и ако ги имале двете невисоки се уште во игра. Катина? $140,000, кажи дали понудата важи. Важи. Морам да го изустам. Морам да го изустам. Морам да ви кажам дека очекував дека нема да важи. И јас сама го изустам. Признај. Да.
Затоа што јас, значи ја гледам дека има намера да ја одбие понудата и чекам да каже не важи и она вика важи. Да. Зошто кажи ми искрено сега? Не сакав понудата да важи. Знам. Меѓутоа некако зацртав дека све што е над 120.000 денари ќе го земам. Би била задоволна. Би била задоволна. Од друга страна ми се игра. Кажи ми, мислиш дека сгреши? Да. Мислиш дека сгреши? Да. Мислам дека ја... Да. Добро. Да. Не бе, тоа е жена. Абе, жена, луди жени. Да. Знам вика дека греша. Да. Затоа и го изустив одма важи. Дајмо ме молам аплауз во секој случај. Само на вистина се надевам дека нема да пропуштиме некоја убава сума во незината кутија или ако ги сочуваме до крај двете. Од оваа дистанца луѓе на вистина сакам да има нешто ниско, сакам да изотвори се високо да не ми биде криво. Да. Ајде да видам сега сериозно како ќе играш. Да, 22 Илија. Полека Ила. Или е човекот кој што каже дека мисли дека има високо. Да. Ти не му веруваш. Не. Ајде, стегнеме Илија. Нема аплауз, нема аплауз. Илија сгреши. Со право не си му верувала. Да. Кој ќе е втор? Раде, 14. Само малку. Раде исто еден од тие што ти кажа дека има Не го нешто отварам, високо. да. Него му веруваш. Да. Отвори кутијата. Ау. Добро вечер. Луѓе, ова е неверојатна игра. Здравје. Луѓе, да отворите во последна рунда две сини, ретко кој го направил тоа. Луѓе мои, пропуштивме ли 250.000 или милион, пропуштивме ли некои тројки, веќе не знам што да зборам, ајде отвараја последната кутија. Која ќе биде? 16 Анета. Значи, дефинитивно, ја отвораме Анета, го оставаме Андреј, Анета отвори ја кутија. Еве го кај се крија. Сега може аплауз. Сега ќе не биде криво само доколку 250.000 се во твојата А ги кутија. спомнав јас. Што? Дека се во зошто твојата да не кутија. се мојата, да. Апсолутно. Да. Те молам, вака ќе играше тоа да не Вака биде ќе играв. јасно. Тоа беше планот. Да, да не беше прифатена понудата. Да, ќе овие играше бидат трите вака. кутии, да. Е сега, ќе сгрешеше многу доколку не се кај тебе 250.000. Да. Затоа што сега понудата осетно ќе падне од 140.000 денари на колку? На 85.000 ќе паднеше понудата за сега. Дали ќе имаше храброст да ги одбиеш овие пари? Од оваа перспектива, да. ги Затоа што одбиеше? мислам дека 250 се во мојата кутија, 250.000. Да. Добро. Значи понудата немаше да важи. Немаше да важи сега. И сега, ако се 250.000 кај неа, тогаш навистина сгрешивме што ги прифативме, меѓутоа отвори ја кутијата да видиме дефинитивно дали 250.000 се продаде. Па и за смење е да ти кажам. Да. Луѓе, да му земеш 140.000 денари за кутија вредна 5.000, а он сега 3 дена болен ќе биде. Андреј, во право си бил и за твојата и за кутијата на Анита. Браво, отвори ја Убаво кутијата. чувство има, пошто кога седнавме, кога Видов, влегавме, еве сега, дека да. негде кај ми се свиѓа зашто Кирка ја рече чувај ја и динаиската. Отвори ја. Еве ги 250.000. Во вистински момент изусти дека ја прифаќа понудата. Да. Во вистински момент. Да. Инаку Пошто многу. ако беа во прашање што 3-4 секунди, ќе играв. Така да подобро да ја изустам за да не се прекашам сама себе дека од 120.000 па нагоре ќе биде тоа све прифатено. Така, Горан беше разочаран кога ја прифати. Сандра така, ама Горан беше страшно разочаран кога ја прифати понудата. Беше како не сега. Сандра, ти беше или не беше кога ја прифати понудата? Беше разочарана. Добро. Важно е дека се направивме во вистински тајминг. Уште едно прашање имам. 23-ката ќе ја мислиш ли? Не. 23 АБВГД. Јас морам да мојот дел од работа да го завршам. Половина бонус исто ништо или двојно. Ќе биде многу убаво ако е двојно, но ако не, тогаш можеме многу да сгрешиме. Судиме без ништо, значи дефинитивно не ја играме. Не ја играме. Која би ја играла? Чекај малку. Консултација сакам Ивана да отвори кутијата, ама да се договорите која кутија би отворила доколку ја игравте.
Ивана. Сандра. Г. Ле, ама Ивана, од глава не ми излезе, ја поздравувам. Сандра? Г. Г. Ти си за Г, мајка ти за Д. Која ќе на крај ќе отворевте? Искрено. Ќе послушаш, Сандра? Ќе послушав, да. Ајде. Може, Г. Ќе ги отвориме сега и двете, дојди. Јас? Сандра, Ајде, да. Сандра. Отвори ја првин Г, бидејќи мајка ти ќе те послушаше, а бидејќи сакаше Д, ќе отвориме и Д. Да ја донесам таму горе? Не, само да ја отвориш. Отворам. Само да ја отвориш, таму ќе беше Исто. исто, е уште Д на мајка ти да видам, бидејќи тоа го посака таа. Ау. Ти благодарам, Сандра. Катина весело ќе беше, се ќе беше весело, ќе се упропастевме прописно. Значи, ќе изгубиме пред сам крај. 40.000 денари, 5.000 само ќе земеше ако ги одбиеше тие, па на крај со ништо и гледаш колку малку фали да нели среќата се смени. Така е. Така е. А после. Одлична продажба се вика ова. Ова е многу поболно за банкарот отколку ќе му земете сума која што голема сума која што има во кутијата. Катина за крај. За крај ви посакувам уште поголема среќа од мојата, да играте како мислите, да не се премислувате. Мислам дека бев чист пример за тоа да не се менуваат кути, кога ќе речеме таа ја отвараме и таа. Освен што имаше кути што ги чуваше, до душа добро. Да. И Горан и беше Да. во поддршка и Сандра, помогна колку толку. Добро. Да. Кој ќе поздравиш? Да ги поздравам сите што ме познаваат, колешките на работа, менаџерката, другарките, посебен поздрав до Ивана дома, што нетрпеливо ќе чека сега. Јас Ивана пола емисија ја спомнувам да ти кажам. Така што Ивана е инаку ваш голем фан. навистина. Да, па имаме Сум знаела барем зашто ја еднаш спомнува. неделно се сликав со Лила во Зара. Добро, остави ја Лила, значи. И така. По секој Имате ден. посебен поздрав од неа. Едно срце, значи не случајно може аплауз, не случајно 100 пати ја спомнав Ивана. Да, да. Баш ми е драго, Катина. Така, многу убаво се дружевме, бидете лабави, опуштени. Ова е ваш ден кога ќе ви дојде Кажи да дека не е играте кој што страшно. сакате. Кажи дека не е Нич страшно. не е страшно. Катина, јас ти честам. Одлична беше, Благодарам. одлична игра, одлична продажба. Благодарности како и до Горан и до Сандра, кои Секако, што навистина ти да. помогна и се Да. најдоа во целата Да. приказна. И особено и на мене и на сите наши гледачи, твоите колеги, ни е драго што мууваливме толку ефтина кутија од 5.000 денари за повториме за колку, да чујам. 140.000 Не слушам уште еднаш денари. погласно. 140.000 денари. 140.000 денари. Слична игра или уште подобро очекуваме во наредната емисија, затоа бидете со нас во следните дани на цели нешто. Гледате си, Чао, чао.